Со игра на зборови, францускиот предлог не е ништо ново од она што како ултиматум го бара Бугарија. Билатералните протоколи за кои власта потврди дека се усогласени со Софија стануваат годишни прегледи, но тоа не ја менува суштината дека сите заклучоци и од средбите на двете влади и состаноците на историската комисија се дел од предлогот. Во новата верзија протоколите не се споменуваат, но на нивно место се наведуваат годишни прегледи и мерки за ефективна имплементација според членот 12 од договорот за добрососедство. Тоа практично значи дека еднаш годишно на меѓувладен состанок Софија ќе проверува што сме сработиле, па ако биде задоволно од спроведувањето на договорот за добрососедство, ќе даде виза за продолжение на пристапниот процес. И така секоја година, пред почетокот и на крајот на секоја од отворените поглавја на патот кон полноправно членство во Унијата. Во однос на македонскиот јазик, формулацијата македонски останува со можност Бугарија да реагира со унилатерална декларација. Според предлогот, во однос на преведувањето на актите на Европската Унија на македонски јазик, Унијата ги зема предвид унилатералните изјави на Бугарија и Македонија за македонскиот јазик, а тоа и дава право на Бугарија да го оспорува токму нашиот македонски јазик. Пристапувањето во Европската Унија подразбира навременно и ефективно спроведување на правото на Европска Унија како што е во моментот на пристапување, под подобрена методологија за проширување, развој на доволно административни и судски капацитети, како дел од основниот кластер е клучен во исполнувањето на сите обврски кои произлегуваат од членството. Во однос на преводите на акито, односно терминот кој ги предвидува сите документи на Европска Унија на македонски јазик, ЕУ ги забележа соодветните еднострани декларации на Бугарија и Македонија на македонскиот јазик. Француското председателство со Унијата поднесува и две предлог изјави со кои ќе се означи стартот на преговорите. Првата изјава се однесува само на првата меѓувладина конференција, додека втората во неја ја содржи преговарачката рамка. Сепак Македонија и покрај прифаќање на францускиот предлог нема веднаш да ги започне преговорите. Тоа ќе се случи по одржување на втората меѓувладина конференција, а услов за тоа како и во претходниот предлог е промена на уставот за внесување на бугарите во него. Новината е што е покрај договорот за добрососедство во предлогот на Макрон влегува и преспанскиот договор со кој Македонија го промени уставното име и се откажа од низа идентитетски обележја.